Кочанските планинари, членови на Планинарското спортско друштво Осогово, добија уште едно признание за својата добра организираност и активностите што ги реализираа во текот на годината што изминува. Ова признание доаѓа од државно ниво, како потврда дека нивната работа е оценета за позитивна, што ги сместува меѓу најдобрите и најактивни клубови во оваа спортска гранка. Всушност, председателството на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, по разгледувањето на доставените предлози за доделување на наградата Даре Джамбас, донесе заклучок на Планинарското друштво од Кочани да му додели признание за постигнати извонредни резултати во планинарството за 2017 година. Наградата е уште повредна ако се знае дека од вкупно 60 планинарски клубови во државата, токму кочанските планинари ја понесоа титулата најдобри за оваа година. Истовремено, ваквото признание е и прво во источниот регион, што дополнително зборува за рейтингот што нашето планинарско друштво го има на државно ниво. Резултатите што се постигнати се импресивни и практично без конкуренција, со оглед што во текот на изминатите неполни 12 месеци се организирани 70 планинарски акции, при што се освоени над 100 планински врвови, меѓу кои и Монблан, Полукс, највисокиот врв во Јапонија, Фиджи, како и сите највисоки врвови на Балканот и во Македонија. Признанието од Федерацијата на планинарски спортови на Македонија е само едно од низата награди и благодарници што ги има добиено друштвото, при што минатата година тоа беше избрано и за најдобро на истокот, како организатор на најмасовниот планинарски меѓународен марш со преку 200 учесници. Истовремено, членовите на Планинарското друштво се и промотори на планинските села во Осоговијата, со цел да привлечат туристи и да ги мотивираат младите да ја засакаат планината. Единствен проблем со кој се соочуваат планинарите е што добиените признанија немаат можност соодветно да ги представат пред јавноста, бидејќи Планинарското спортско друштво Осогово се уште нема просторија во која ќе може да работи. Поради тоа планинарите упатуваат апел до локалната самоуправа да им отстапи макар и минимален простор, за да можат и понатаму успешно да ги реализираат своите програми за работа.